Оваа влада прави се за да ги исправи грешките на СДСМ и ДУИ. Не се откажуваме од Европската Унија, но ниту од македонскиот идентитет. Патот кон Брисел не смее да биде уценуван од Софија. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека Македонија е отворена за сите идеи кои би го откочиле процесот, но додава и дека засега нема конкретен предлог со кои историско-идентитетските прашања би се тргнале од преговарачката рамка. Нема преговори никакви во периодот, не очекуваме оваа тема да се отвара во периодот кој што следи. Нашиот став е јасен. Ние сме свесни за реалноста, ние сме свесни за предавничката и губитничка политика на претходната влада на СДСМ и ДУИ. Свесни сме за штетата која што ја направија, се бориме со нашите аргументи, тоа што може да се исправи. Ова доаѓа откако заменик министерот за надворешни работи и надворешна трговија Зоран Димитровски откри дека европските центри вршеле притисок врз Софија да гарантира дека нема да поставува билатерални условувања. Германија, според него, ја презела обврската да предложи механизам кој би го одблокирал процесот. Едно од можните решенија, според него, е доколку за време на преговорите се отвори билатерално прашање од овој тип, тоа да се упати на арбитражно тело, кое би одлучило дали евентуалната блокада е дел од Копенхашките критериуми или не. Се бориме да го добиеме тоа кое што нас ни е заслужено од многу одамна, а тоа е конечно почеток на преговори со Европската Унија и членство, не само почеток, туку и членство, така што секој предлог кој што е конструктивен во таа насока, а при тоа да не се загрози на нашите, би рекол, на идентитетски и суштински карактеристики, ние сме подготвени да седнеме, да го разгледаме и да разговараме на таа тема. Инаку ставот на владата е консолидиран и јасен. Надлежните се подготвени да ги преземат обврските од преговарачката рамка и се она што се однесува на спроведување на реформи, домашни задачи и исполнување на Копенхашките критериуми. Сепак, што се однесува до уставните измени, тие можат да бидат единствено со одложено дејство.